Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. Почитувани, добар ден и добре дојдовте во ново издание на емисијата Македонски глас на Македонското црковно радио од Детройт. Јас сум Небојша Карапеовски и еве што ви подготвив за денес. Нема веќе преговори за национални и за идентитетски прашања. Бугарија се уште не ја одговорила на Македонија на барањето за средба, порача шефот на дипломатијата Тимчо Муцунски. Председателката на Државната комисија за спречување на корупцијата споделувала службени тајни преку Вибер, осомничени уште 3 лица во предметот адитив. Пријателството со Велика Британија ни носи бенефит за домашната економија. Николовски се сретна со министерот Стивен Даути. Стефчо Јакимовски осуден на 3,5 години затвор, без дозвола изградил општинска зграда, а судот му ја одзеде. Заврши доказната постапка во судењето поврзано со пожарот во модуларната болница во Тетово. Завршните зборови во мај. Ќе вратиме честа на системот, порача директорот на Бирото за јавна безбедност Јанев. Откриени корумпирани лекари и измамници кои злоупотребувале државна помош. А на самиот почеток еве една вест што доаѓа од Соединетите Американски држави. Потрошувачката на енергија достигна највисоко ниво во Соединетите Американски држави, досега невидено од 1945 година наваму, и тоа бара итна модернизација на енергетската инфраструктура, изјави генералниот директор на GE Вернова Скот Стразик. Во изјава за телевизијата CNBC тој предупреди дека електродистрибутивната мрежа е на границите од својата издржливост и дека е неопходна повторна изградба слична на онаа од 1945 година за зголемен економски раст и национална безбедност. Стразик ја истакна важноста на гасната енергија во поддршка на новите центри за обработка на податоците што интензивно се градат во Соединетите Американски држави и преминот кон обновливи извори на енергија. Според него, без природен газ е невозможно да се достигнат глобалните цели за обновлива енергија. Во контекст на технолошката трка со Кина, од Google предупредија на можноста од енергетска криза, бидејќи постои недостиг од капацитет за напојување на дата центрите. Северноамериканската организација за сигурност на електроснабдувањето предвидува драматичен пораст на оптоварување на мрежите во наредните 10 години, а поради зголемената побарувачка, вклучително и од вештачката интелигенција и црпењето на рудни минерални ресурси.
доста поминува, но уште не се предавам. Уште имам верба во љубовта и ме држи надежда. Сега си ми најмногу потребна, жено моја судена. Срце да ми отвора, твое име пишува, очи да ми затвора, тебе ке те познам. Срце да ми отвора, твое име пишува, очи да ми затвора, тебе ке те познам. Срце да ми отвора, твое име пишува, очи да ми затвора, тебе ке те познам. Срце да ми отвора, твое име пишува, очи да ми затвора, тебе ке те познам. Жено моја судена. Маркетинг. Осигурителниот агент Винце Поповски и неговата компанија Custom Insurance ви гарантираат дека сите нивни клиенти се со индивидуални потреби за осигурување. Приоритетот на осигурителната компанија Custom Insurance е да обезбеди осигурување кое е специфично за секој еден од нивните клиенти. Во компанијата Custom Insurance, во собственост на нашиот сонародник Винце Поповски, нудат лично, бизнис како и животно осигурување. За детални информации јавете се на 586 731 3367 или пак посетете ги на 50551 Вен Дайк во Шелби Тауншип. Семејствата на Вуџек и Калкатера им служат на народот на Детройт веќе подолго од еден век. Нивната неспоредлива услуга искажува голема доверба која им ја искажуваат на генерации и генерации наред. Нивните две локации во Стерлинг Хајтс и во Шелби Тауншип пружаат благосклонен амбиент со кој ви пружаат длабоко и значајно искуство. Тие ви ветуваат дека вредноста за сите трошоци околу погребите е во околностите на вашиот буџет, додека планирате да оддадете почит на еден живот кој бескрајно и многу ви значи. Со вашите прашања јавете се на телефоните во канцелариите Стерлинг Хајтс 586 826 8550 или пак во канцелариите на Шелби Тауншип на 586 677 4000. Маркетинг. Оф, аман, аман, совке на татко, награда гуменџа. Оф, аман, аман, Бела Софијо, награда гуменџа. Ой
faman aman končena bajo Sofkina taboka O faman aman končena bajo Sofkina taboka Sofkina taboka mile bajdine mlada momina boka Sofkina taboka mile bajdine mlada momina boka O faman aman mile bajdine moma ima dete O faman aman mile bajdine moma ima dete Шефот на македонската дипломатија Тимчо Муцунски вели дека треба да се стави крај на билатерализацијата на европската интеграција, бидејќи создавањето на таква пракса штети на целиот регион. Сакам нашите граѓани да ги уверам дека по однос на национални и идентитетски прашања ќе биде крајно време да престанеме да преговараме со која било држава, порача шефот на дипломатијата Тимчо Муцунски на пресконференција со црногорскиот колега Ервин Ибрахимовиќ. Муцунски одговараше на новинарски прашања околу застојот на евроинтегративниот процес спорот со Бугарија и можностите за продолжување на диалогот со цел отварање на пат кон Европската Унија. Тој вели дека владата има диалог и комуникација со Софија и нема да дозволи тој процес да застане. Доколку изостане иницијативноста и диалогот од наша страна, тогаш ние ќе бидеме и соучесници во еден процес на закочување на европската интеграција, што е спротивно со целта на државата, а тоа е што побрзо да ги откочиме преговорите, порача Муцунски. Шефот на македонската дипломатија смета дека посветеноста на државата кон европската интеграција треба да престане да се мери по капацитетот на остапките на било која влада во земјата по однос на националните прашања. Имаме јасна позиција дека треба да ставиме конечно крај на овој процес на билатерализација и неправди, што доколку утре се случат уставните измени, за 6 месеци повторно сме во иста ситуација. И повторно ќе треба диалог, но повторно ќе биде закочен процесот на преговори. Ако така некој сака да ја мери нашата посветеност кон европската интеграција, тогаш не разбира што е европска интеграција, нагласи Муцунски. Во однос на тоа кога би можело да има средба со бугарскиот колега Георг Георгиев, Муцунски вели дека иако иницирал разговори, засега нема позитивен одговор од Бугарија. Но ќе продолжиме афирмативно да работиме на остварување и на таа средба, вели Муцунски. Шефот на македонската дипломатија е дециден дека не сака да се создаде перцепција дека земјата не бара компромис. Бараме компромис кој ќе биде рационален и кој што ќе обезбеди таа предвидливост, која што нашата држава по сите оние национални остапки заслужува да ја добие, додаде тој. Според него има дестабилизирачки сили во неколку земји во регионот кои што можат да влијаат на дестабилизација на целиот континент. Како дел од земјите членки на НАТО што се од регионот, имаме примарна одговорност да се грижиме за долгорочната безбедност на регионот на Западен Балкан, но секако долгорочната безбедност и иднина на регионот не може да има без известност во европските интеграции. И тоа е нашата споделена одговорност. Ние да го завршиме нашиот дел, но Европската Унија да го намали оној јаз помеѓу креирани очекувања и испорака што очигледно постои кон сите нас во регионот последните години, додаде Муцунски. Тој нагласи дека е во комуникација на дневна основа со министрите за надворешни работи на Европската Унија и се работи на повеќе иницијативи за откочување на евроинтегративниот процес. Според него, процесот на проширување на Европската Унија нема да биде конечен без интеграција на целиот регион. Milice, koga si bedme malečki de,
Aj koga se dvajcata ljube me. Koga se dvajcata ljubev me milice, Vočićovo to gradinče de, aman. Vočićovo to gradinče milice, aj kaj šarenite moj cvekinja. Kaj šarenite cvekinja milice, trenda fin cveke cuteše de, aman. Trenda fin cveke cuteše milice, aj nagradite ti pagjaše, Ažijano, aži dušo, koja večer jaz da dojdam. Ažijano, aži dušo, koja večer žana jaz da dojdam. Toga sakaš, toga i dojdi, sto mnozina ne donagraj. Koga sakaš, toga i dojdi, sto mnozina džana ne donagraj. Во рамките на постапката што се води за предметот адитив како резултат на екстрахираните електронски докази обезбедени во досегашната постапка, предметните обвинители донеле наредба за спроведување на истражна постапка против 3 лица, информира јавното обвинителство.
До денес обезбедени докази укажуваат дека прво осомничениот бил член на групата што имала за цел вршење на кривични дела, злоупотреба на постапката за јавен повик, доделување на договор за јавна набавка или јавно-приватно партнерство, злоупотреба на службена положба и овластување и перење пари и други приноси од казниво дело. Како вработен во едно од обвинетите правни лица од јуни 2022 до октомври 2024 со умисла извршил 2 или повеќе временски поврзани действија што представуваат повеќекратно остварување на истото дело. Искористувајќи ист траен однос и исти прилики и околности на управителките на обвинетите правни лица, им ставил на располагање средства и ги отстранил пречките за кривичното дело, со што им помогнал свесно да ги повредат прописите и да ги изиграат постапките за доделување на договори за јавна набавка. Во периодот од месец декември 2023 до ноември 2024 година, од правното лице во кое бил вработен во 84 наврати, примил парични средства на име трошоци за службени патувања од значителен износ. Второосомничената е наведено во септември 2024 година како службено лице вработено во подружницата ТЕЦ Неготино на АД СМ Скопје, на неповикано лице обвинето во предметот адитив на друг начин му сторила достапни податоци, што во согласност со член 289 од Законот за кривична постапка представува службена тајна. Имено откако одделот за криминалистичка полиција кој постапува по наредба на основното јавно обвинителство било доставено барање за доставување документација која се однесува на спроведената постапка за набавка на мазут во период 2021-2023 година, таа преку апликацијата WhatsApp на телефонскиот број на обвинетиот му испратила фотографија од известувањето, се вели во соопштението. Трето осомничената пак со умисла извршила 2 или повеќе временски поврзани действија што представуваат повеќекратно остварување на исто дело, искористувајќи ист траен однос, исти прилики и други слични околности. Како службено лице председател на Комисијата за спречување на корупција од месец мај до месец декември 2024 година на неповикано лице, обвинето во предметот адитив, на друг начин му сторила достапни податоци кои согласно со Законот за спречување на корупција и судир на интереси представуваат службена тајна. Таа преку својот службен телефон и апликациите Viber и WhatsApp му дала податоци на обвинетиот за поведени постапки за отворање предмети против сега обвинети правни и физички лица во предметот адитив и одлуки по сите, како и податоци за проверка на имот и неговото семејство. Со своите действија таа открила податоци што согласно законот се сметаат за службена тајна и чие откривање може да има штетни последици како за службата, така и за постапките што се водат пред основното јавно обвинителство, наведено е во соопштението на ОЈО. Лудо се спрема на гурбе доди. Лудо се спрема Брежана на гурбе доди. Лудо се спрема Брежана на гурбе доди. Млада невеста, диван му стои, Брежана, му се моли. Диван му стои Брежана,
si žena, žena ma žena, žena ma žena Brežana, čaša skršena. Žena ma žena Brežana, čaša skršena. Skršena, вчош е фрлена, вчош е фрлена Brežana, непогледана. Вчош е фрлена Brežana, По кривичната пријава за председателката Татјана Димитровска, антикорупцијската комисија соопшти дека продолжува со редовно функционирање. Во врска со актуелните случувања ве информираме дека Државната комисија за спречување на корупцијата во рамките на своите надлежности продолжува да функционира редовно во согласност со Законот за спречување на корупција и судир на интереси. Како институција остануваме транспарентни и отворени за јавноста и за соработка со надлежните органи, соопштуваат од комисијата. Кривичниот суд на Димитровска изрече мерки по пријавата на основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција за издавање службена тајна во проширената истрага за предметот адитив. Мерките се привремено одземање на патната исправа и забрана за издавање нова и забрана за превземање одредени работни активности поврзани со кривичното дело. Од основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција објаснуваат дека мерката забрана за превземање одредени работни активности поврзани со кривичното дело значи дека Димитровска не смее да има контакт со предмети, пошта и со друга документација поврзана со работењето на антикорупцијската комисија. Исто така, таа не може да гласа и да распределува предмети.
Маркетинг. Максис Дели е продавница која ја има лидерската позиција во производство, дистрибуција и продажба на домашни производи. Основна дејност на Максис Дели е продажба на секојдневно печен тазе бурек, колачи и торти, како и тазе печен лед. Сите ваши нарачки пласирајте ги на телефон 586 978 1121. Во Максис Дели можете да се снабдите со разни видови кафе, сирења, кашкавал, сувомеснати производи, маслинки, туршија, ајвар, лутеница, како и со домашни и странски, алкохолни и безалкохолни пијалоци. Исто така Максис Дели ги продава своите приватни заштитни знаци Максис Митс, Градина и Сонце. Максис Дели се наоѓа на 4160 15-та милја во Стерлинг Хајтс, еден блок источно од Рајан. Работното време е од понеделник до сабота, од 9 часот наутро до 9 часот навечер и во недела од 9 часот наутро до 6 часот попладне. Повелете во Максис Дели. Животот е исполнет со можности со кои можеме некому да покажеме дека го сакаме. Една од тие можности е погребот или поменот. Еден ваков чин ги прославува изборите што некој ги направил во неговиот живот, како и врските кои ги споделил со луѓето, а со тоа ги чествува и спомените на вашите блиски. За сите детали околу погребите и прославувањето на нечиј живот, јавете се на 586 997 3838 во Менџук Funeral Home, што се наоѓа на 18-та милја и Рајан. Маркетинг. Директорот на Бирото за јавна безбедност Александар Јанев информираше дека е успешно реализиран нов случај што открива сериозно коруптивно и несовесно работење од страна на лица вработени во здравствениот сектор и други приватни дејности. Откривме мрежа составена од поединци кои со години ја злоупотребувале јавната служба без грам морал и достоинство, со фалсификување документи, диагнози, мислења и вештачења овозможувале лица кои не ги исполнувале условите да добијат државна помош, истакна Јанев. Според информациите на Бирото за јавна безбедност, овие лица овозможувале незаконски пристап до парични средства за туѓа нега и инвалидски пензии, при што биле потрошени значајни средства од буџетот кои се полни преку трудот и даноците на граѓаните. Парите кои требаше да завршат кај вистински загрозените категории на граѓани завршувале кај измамници и членови на оваа мрежа кои се збогатувале на наша сметка. Ова е неприфатливо, додаде тој. Јанев нагласи дека борбата против криминалот продолжува со несмален интензитет. Како прв човек на Бирото за јавна безбедност заедно со сите чесни полициски службеници ја водиме оваа битка со јасна порака. Криминалот не е исплатлив. Ќе има одговорност за секој што ќе се огреши пред законот, порача Јанев. Тој ја заврши изјавата со силна порака до граѓаните. Задача и должност ни е да ја вратиме довербата во институциите и честа на системот. Ќе продолжиме да ја чистиме државата од овие штетни појави и ќе обезбедиме сигурна и правична иднина за сите. се засакавме. Мислев дека вечна ќе ни биде љубовта, се додека не ми кажа дека кај тебе ќе идат туѓи сватови, туѓа невеста ќе бидеш ти, другари одете и кај неа денес дар од
остана, само за навек во мене горчина и една голема моја пуста желба неостварена. Не знам зошто кај друг замина, што ти даде тој што нема јас. Ако е од љубов, знај јас не ќе тагувам, се најдобро ти посакувам. Ако е за друго, може не ти кажат, љубов среќа не се купува. Другари, одете и кај неа денес дар однесете. Мене ме чекајте, жар на срце веќе не ми ставајте. Од неа остана, само за навек во мене горчина и една голема моја пуста желба неостварена, моја пуста желба неостварена. Жител на Тетово останал без правото на социјална сигурност за стари лица откако бил злоупотребен неговиот идентитет. Без да знае, некој ги употребил неговите лични податоци од изгубената лична карта и исплатил добивка од речиси 5000 денари во правен субјект во Скопје. Поради тоа социјалната служба му го укина правото на помош, сметајќи дека остварил приход. Полицијата открила дека за овој срамен потек стојат 22 годишниот Д.И. од Тетово и 38 годишниот К.К. од Скопје, кои добија кривични пријави за злоупотреба на лични податоци и несовесно работење во службата. Д.И. бил вработен во правниот субјект кој ја извршил исплатата, а К.К. е негов управител. Според информациите на Министерството за внатрешни работи на 15 март 2024 година, прво пријавениот Д.И. кој бил вработен во правен субјект во Скопје, заедно со К.К. управител на истиот правен субјект, ги злоупотребиле личните податоци на лице од Тетово, кое претходно ја изгубило личната карта. Со податоците од изгубената лична карта тие извршиле исплата на добивка од 4800 денари во правниот субјект, информира Министерството за внатрешни работи. Но вистинската жртва од случајот претрпела далекусежни последици. Во август истото лице добило решение од јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа Тетово за престанок на правото на социјална сигурност за стари лица, најверојатно поради наводната исплата на приход што не го остварил. Зошто ти ме остави? Зошто ме заборави? Сите наши срекни денови, зар не беа доволни? Сите наши желби шо не ги исполни. Црно моја ранета, болко моја голема, дури кога јас не изгубам
си моја утеха, кога си веќе си заминат, да не згасне душава. Господ ми е сведок, верувај, дека ќе те сакам до века, и во добро и зло ти си ми моја звезда водилка. Со читање на писмени искази на сведоци заврши доказната постапка во вториот повторен судски процес за обвинетите Флорин Бесими и Артан Етеми од јавната здравствена установа Клиничка болница во Тетово, како правно лице кои се обвинети за кривично дело тешки дела против општата сигурност во врска со пожарот што на 8 септември 2021 година изби во модуларната болница во Тетово, при што животот го загубија 14 лица. Главната расправа почна со читање на дадени искази на сведоци предложени од обвинителството во текот на првиот судски процес, а потоа со 3 изјави дадени на сведоци по предлог на одбраната. Судијата Реджеп Муса констатираше дека со овие искази е завршена доказната постапка. Тој побара главната расправа да продолжи во фаза на давање на завршни зборови, на што реагираше одбраната на обвинетите.
Бранителот на обвинетиот Бесими, адвокатот Илчо Гавровски, побара одбраната да добие препис на електронските докази. Судијата Муса го одби барањето, а образложи дека истите електронски докази веќе биле репродуцирани на 18 март 2025 година. Дополнително барање за издавање на препис на такви докази е во спротивност на начелото на ефикасна и економична постапка, истакна судијата. Потоа бранителите на обвинетите побараа дополнително време за подготовка на завршниот збор, пошто судијата го отповика веќе определеното решение, главна расправа да има на 28 април. Во договор на сите страни беше одлучено завршните зборови да се искажат на 12 мај со почеток во 10 часот.
Градоначалникот на општина Карпош Стефчо Јакимовски е прогласен за виновен и осуден на единствена казна затвор во траење од 3 години и 6 месеци, одлучи Основниот кривичен суд во Скопје. Заедно со него виновен е прогласен и уште еден обвинет, поранешен општински службеник кој доби условна казна затвор од 2 години. Како што информираат од судот, условната казна на второ обвинетиот нема да се изврши доколку во рок од 5 години не стори ново кривично дело. Во образложението на пресудата, судијата посочи дека постапката траела повеќе од 6 години без разумно оправдување. По промената на судечкиот совет, процесот започна одново, но со согласност на странките предходно изведените докази беа прочитани, пошто предметот беше завршен во прв степен за помалку од 1 година. Поради промените во кривичниот законник, делото обвинението за злоупотреба на службена положба и овластување застаре, поради што судот го отфрли делото од обвинението што се однесува на првите 2 точки. Сепак Јакимовски беше осуден за кривично дело, бесправно градење и за злоупотреба на службената положба и овластување. Судот утврди дека Јакимовски без дозвола изградил административен дел на локалната самоуправа и за тоа му изрече затворска казна од 1 година. Иако предвидената казна за ова дело изнесува од 3 до 8 години затвор, судот ја намали казната земајќи ја предвид намената на објектот и досегашната пракса. Согласно законот, изградената недвижност се одзема во корист на Република Македонија. За второто кривично дело злоупотреба на службена положба Јакимовски доби затворска казна од 3 години, а судот му изрече единствена казна од 3 години и 6 месеци. Во таа казна ќе се пресмета и времето кое го поминал во куќен притвор. Вториот обвинет, поранешен вработен во општината, беше прогласен за виновен по истото кривично дело, но доби условна казна. Според обвинителниот акт, Јакимовски го извршил делото бесправно градење како градоначалник во име на општина Карпош без соодветно одобрение, при што поднел барање за легализација дури по истекот на крајниот рок за вакви постапки во 2011 година. Понатаму, обвинителството тврдеше дека Јакимовски ја злоупотребил својата функција и при легализација на други бесправни објекти, како и при продажбата на државното земјиште по пониска цена од пазарната. Според обвинителите, со тоа била нанесена штета на буџетот на општина Карпош од 14,6 милиони денари, а на државниот буџет од над 31 милион денари или вкупно 750.000 евра. Пресудата не е правосилна, а Јакимовски има право да поднесе жалба до апелациониот суд. Тој уште на почетокот на процесот изјави дека не се чувствува виновен. Крај мене поминува, скришу ме погледнува. За неа се зборува, Јана е најубава.
Покрај веќе познатите тулумби, баклави и разни други сладкарски производи и секако највкусниот бурек во Америка, во Атко сега можете да се снабдите со разновидни вина од Македонија, од познатите винарии Бовин и Тиквеш. Во Атко секој ден има свежо печено јагнешко, а за викендите и прасечко печење на паунд. За вашите семејни прослави и други прилики можете се да порачате на телефон 586 739 6690. Врвна услуга и директна достава на нивните специјалитети до вашите домови. Вредните собственици на Атко со задоволство ќе ве услужат. Атко се наоѓа на 21-та милја и Хейс. Повелете во Атко. Звезди се кријат. Гробиштата Guardian Angel ви ја представуваат нивната православна градина каде се почитуваат православните традиции и ритуали. Сите гробови се свртени кон исток, а има голем простор за семејствата и фамилијата и кандила се дозволени преку целата година. Гробиштата Guardian Angel се лоцирани на само неколку минути од центарот на Рочестер. Придружете им се на вашите парохијани и посетете ги гробиштата Guardian Angel, каде детално ќе ве запознаат со рекламните цени кои се во тек до крајот на оваа година. За сите детални информации и состанок лично со вас, јавете се на 800 275 9574 во Guardian Angel Cemetery. Маркетинг. Самостојниот синдикат на новинари и медиумски работници ги поздравува измените на Законот за медиуми, но истакнува дека за целосно стабилизирање на медиумскиот сектор потребен е нов закон целосно усогласен со Европскиот акт за слобода на медиумите. Според самостојниот синдикат на новинарите на Македонија, со овие измени онлайн изданијата беа изедначени со правата и обврските на останатите медиуми, а новинарите и медиумските работници го изборија својот статус на равноправни со колегите од другите медиуми, статус кој претходно беше мета на арбитрирани толкувања и создаваше проблеми. Уште со најавата на измените на Законот за медиуми минатата година, самостојниот синдикат на новинари на Македонија постојано укажуваше дека се потребни допрецизирања и пред се земање предвид на условите во кои работаат локалните, но и специјализираните и непрофитни медиуми. Затоа самостојниот синдикат на новинарите на Македонија поднесе предлози до единствениот национален електронски регистер и потоа низ повеќе средби со Министерството за дигитална трансформација, две панел дискусии и постојани консултации со најголем дел од медиумите кои не беа вклучени во процесот на донесување на предлог измените на Законот за медиуми, придонесе за корекции на измените, што и се случи преку амандмани во собранието. Самостојниот синдикат на новинарите и медиумските работници ги сублимира и ги пренесе ставовите на важниот дел од медиумската сцена, како што се локалните и специјализираните онлайн медиуми до сите релевантни институции, Владата на Македонија, Собранието, Министерството за дигитална трансформација и Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги се наведува во соопштението на самостојниот синдикат на новинарите на Македонија. Синдикатот останува на ставот дека овој потфат може само да се гледа како на дел од процесот што треба да заврши со донесување на комплетно нов закон за медиуми преку сеопфатна јавна дебата во која ќе бидат имплементирани сите елементи на Европскиот акт за слобода на медиумите. Според синдикатот, важни аспекти кои треба да се опфатат со новиот закон се механизмите за заштита на работничките и професионални права на новинарите и медиумските работници, усогласување на дефинициите за медиум, сајбер безбедност на новинарите и друго.
Nemoj da me kaniš Jano na večera, jaden sum bre bela Jano i prejaden. Nemoj da me kaniš dušo na pijenje, pijen sum bre srce moje i prepijen. Ako smeš bela Jano pokani me, lele Jano bela Jano na ljubenje, ke ti ljubam beli gradi Kulabici, pa da umram bela Jano ić ne žalam. Nemoj da me kaniš Jano na šetanje, cel svet sum go šetal Jano i prošetal. Nemoj da me kaniš Jano na muabet, ako zbori toj što gori ke izgori. Ako smeš bela Jano pokani me, lele Jano bela Jano na ljubenje, ke ti ljubam beli gradi Kulabici, pa da umram bela Jano ić ne žalam. Ako smeš bela Jano pokani me, lele Jano bela Jano na ljubenje, ke ti ljubam beli gradi Kulabici, pa da umram bela Jano ić ne žalam. Ako smeš bela Jano pokani me, lele Jano bela Jano na ljubenje, ke ti ljubam beli gradi Kulabici, pa da umram bela Jano ić ne žalam, pa da umram bela Jano ić ne žalam. Посетата на Велика Британија представува нов чекор во подобрување на соработката помеѓу Македонија и Обединетото кралство. Односите се на исклучително високо ниво и во следниот период ќе работиме таквите односи да станат уште на повисоко ниво, истакна вице-премиерот Александар Николовски по средбата со Стивен Даути, министер за Европа и Северна Америка на Обединетото кралство. Во рамките на дводневната посета на високо ниво на Велика Британија, денеска остварив средба со министерот за Европа и Северна Америка Стивен Даути, на која разговаравме за односите помеѓу Македонија и Обединетото кралство. Заеднички констатиравме дека односите се на исклучително високо ниво и дека во следниот период тие ќе бидат на уште повисоко ниво. Заеднички разговаравме за економијата и политичката соработка, при што утврдивме дека двете држави се блиски партнери во рамките на НАТО алијансата. Исто така дека Велика Британија е стратешки партнер на Македонија, а економски е партнер број 2, односно имаме извоз од 2,5 милиарди евра, што е втор најголем извоз што го остварува Македонија во било која странска држава. Разговаравме и за односот на политичките односи, разговаравме и за состојбите во Европа и војната во Украина и актуелните случувања.
Разговаравме за се она што е предизвик и за Македонија, и за Велика Британија и Европа и утврдивме дека политичките односи меѓу двете држави треба уште повеќе да растат. Средбите ги продолжувам во Министерството за надворешни работи и можам да заклучам дека оваа дводневна посета на Обединетото кралство представува еден нов чекор во подобрување на соработката помеѓу Македонија и Велика Британија. Велика Британија е членка на Советот за безбедност на Обединетите нации, една од 5 најмоćни сили во светот, втора најмоćна земја во НАТО алијансата и ваквото партнерство со Велика Британија може да значи многу и политички и економски за Македонија. На Македонија се потребни вакви пријатели и ќе продолжиме да работиме со нашите западни сојузници, изјави вице-премиерот Николовски. Што други дењено ке силно свират земјата, ја затресува. Тафан кај што бие таму добро ми е, вино кај што блика земјата од песни врие. Тоа ти е Македонија. Што бие таму добро ми е, таму кај што други дењено ке силно свират земјата, ја затресува. Тафан кај што бие таму добро ми е, вино кај што блика земјата од песни врие. Тоа ти е Македонија.
gubi denje, noće silno svirat zemljata. Ja zatresuva, ta panka što bije tamo dobro mi je, vino kaj što blika zemljata od pesni vrije. Тоа би било се за денес, а за самиот крај, во катчето за најмладите, да ја чуеме приказната Царот Аргелуш. Ви посакувам пријатен ден. Си бил некогаш еден цар и си имал 2 сина. Постариот, Аргелуш, бил толку убав, така што неговиот татко го држал во посебен замок и не го пуштал да излезе надвор за случајно да не го дувне некое ветре, па тој да се разболе. Во замокот принцот ги имал сите угодности. Имал голема послуга, а кралот секојдневно го посетувал и се забавувал со него. Но сепак на Аргелуш животот му станал здодевен и постојано мечтаел за слобода. Еден ден во кралската градина израснала убава јаболкница, која наутро имала златни цутови, а навечер се појавувале златни плодови. Шетајки низ градината, кралот многу и се восхитувал на јаболкницата, та решил да ги повика сите големи кнезови во земјата за да им ги покаже тие чудни плодови. А за да не исчезнат јаболката, како што вообичаено се случувало во текот на ноќта, поставил стража крај јаболкницата. Иако стражарите постојано ја надгледувале јаболкницата, никој не знаел како тоа во текот на ноќта јаболките исчезнувале. Но следното утро повторно се појавиле златните цутови, а приквечер повторно златни јаболка. Кралот наредил таа ноќ да се постави двојно повеќе стража, но јаболката сепак исчезнале. Истото се случило и третата ноќ. Бидејќи не знал што значи тоа, кралот наредил да повикаат еден прочуен волшебник. Тој дошол во дворецот и рекол: "Би ви кажал, ваше величество, но се плашам за својот живот." Кралот бил упорен, па волшебникот на крајот му одговорил: "Само твојот син, Аргелуш, може да ги зачува јаболката." Кралот се налутил и извикал: "Никакве цеден, ти сакаш мојот син да загине, но знај дека пред тоа ќе загинеш ти." И така кралот наредил да го убијат волшебникот. Помалиот син, кој бил избувлив, та затоа кралот и не го сакал, изразил желба да ја чува јаболкницата, а кралот му го дозволил тоа. Но кога повторно исчезнале јаболката, тој сето тоа му го раскажал на својот постар брат Аргелуш. Кога кралот отишол да го посети Аргелуш, му се видело оти тој е многу тажен. Го прашал зошто е тажен, а Аргелуш му рекол: "Сонував дека имаме чудесна јаболкница во нашата градина и оти само јас можам да ги зачувам плодовите од неа." Тогаш го замолил татка си да му дозволи да ја чува јаболкницата. Отпрвин татко му не сакал ни да чуе, па дури кога Аргелуш почнал да се заканува дека ќе се самоубие, тој нерадо му дозволил. Аргелуш наредил да му наместат кревет под волшебната јаболкница и зел само еден од своите слуги. Тогаш си легнал в кревет, но за да не заспие, читал разни книги. Околу полноќ долетале 7 лебеди и се спуштиле на јаболкницата. Кога го видел тоа, Аргелуш ја протегнал раката во височината и дофатил еден лебед, кој во тој миг се претворил во убава девојка. Останатите 6 лебеди се спуштиле на земја и исто така се претвориле во убави девојки. Првата што тој ја дофатил била маѓепсана принцеза, а другите пак биле нејзини слугинки. Аргелуш многу се израдувал што принцезата зборувала со него љубезно, а потоа го замолила да помине уште 3 ноќи тука под јаболкницата, зашто само на тој начин можела да се спаси од магијата. Но во исто време таа го предупредувала дека тој не смее да заспие. Штом почнало да се зазорува, девојките повторно се претвориле во лебеди и одлетале, а таа ноќ јаболката останале на дрвото.
Кралот бил многу среќен поради тоа и не дозволил да ги берат. Но Аргелуш не му кажал ништо на татка си за девојките, а на својот слуга, кого го сметал за најверен, му наредил да молчи. Токму тој слуга на Аргелуш се познавал со некоја девојка која била ќерка на една голема волшебница, па и раскажал се во доверба. Таа пак и раскажала на својата мајка, а мајката му наредила на слугата да молчи и му дала кожно кесе, па му рекла: кога ќе легне твојот господар, подотвори го кесево и тој веднаш ќе заспие, а кога ќе одлетаат лебедите, намачкај му ги очите со маста од ова тегличе и тој ќе се разбуди. Следната ноќ Аргелуш бдеел, но кога неверниот слуга го отворил кесето зад неговиот грб, тој заспал како заклан. Лебедите долетале и се претвориле во девојки, а принцесата почнала да го тресе Аргелуш. Му наредила на слугата да го разбуди, но напразно не можеле да го разбудат. Кога почнало да се разденува, принцесата му наредила на слугата да му пренесе на неговиот господар следната ноќ да биде предпазлив. Тогаш девојките се претвориле во лебеди и одлетале. Во тој момент слугата му ги намачкал очите на својот господар со маста. Кога тој се разбудил, неговиот слуга му раскажал за девојките и за она што му го порачала принцесата. Принцот многу се налутил и му наредил на слугата да молчи за се што се случило. Слугата повторно и се доверил на девојката, а таа на мајка си, која го посоветувала да постапи исто како и претходната ноќ. Следната ноќ Аргелуш цело време се обидувал да не заспие, но неверниот слуга испуштил малку ветре од кесето и неговиот господар повторно заспал. Тогаш долетале лебедите, се претвориле во девојки и повторно почнале да го тресат принцот. Дури и го кренале од креветот и го шетале, но ништо не помагало. Принцесата уште еднаш му рекла на слугата да му порача на принцот да не заспива ако сака да ја ослободи. Кога Аргелуш се разбудил, слугата му раскажал се, но не му кажал за волшебницата и за кесето. Аргелуш цел ден се трудел да заспие, за да не му се приспие во текот на ноќта, но залудно. Повторно заспал, а кога девојките не можеле да го разбудат, му рекле на слугата да му порача на неговиот господар дека тој повеќе никогаш нема да ги види, зашто ќе мораат да заминат на пат во далечните краишта. Ако Аргелуш посака да ја дознае причината, тогаш ќе требало да го премести мечот што виси над неговиот кревет во замокот, од еден на друг клин, па тој ќе му каже: а ако сака да ме бара, тогаш кажи му дека до изгреј сонце во црниот град ќе мораме да го завршиме нашето патување. Кутриот Аргелуш пошол во својот замок, а бидејќи слугата му кажал што му порачале девојките, тој го преместил мечот од еден клин на друг. Мечот веднаш се помрднал и покажал кон неверниот слуга. Кога го видел тоа, Аргелуш го грабнал мечот и му ја одсекол главата на слугата. Тогаш му раскажал на татка си за предавството и го замолил да му даде дозвола да ја пронајде својата сакана. Кралот најпрво го одбил, но кога видел дека неговиот син почнал да венее од тага, го пуштил, му дал слуги, коњи и пари за да ја исполни својата желба. И така Аргелуш тргнал на пат. Поминал низ многу далечни земји и на крајот ги потрошил сите пари. Тогаш ги продал коњите и кочијата, па ги пратил слугите дома и сам го продолжил патот. Тој бил гладен. Еден ден стасал во некоја шума, каде сретнал 3 момчиња што се тепале. Тој пришол до нив и откако им кажал дека е принц, ги прашал зошто се расправаат. Момчињата му одговориле: ние сме тројца браќа, а татко ни го остави само ова што го гледаш пред тебе: столче, камшик, седло и конј.
И ние не можеме да се спогодиме околу поделбата, зашто сите овие работи можат да ги користи само еден од нас. Оној што ќе го стави седлото на конјот, ќе седне на него и ќе удри со камшикот велејки: сакам да бидам таму и таму, та веднаш ќе биде како што ќе посака. А оној пак што ќе удри во столчето, конјот заедно со седлото и камшикот мора да се вратат кај него. Ете затоа се караме. Може би ти ќе можеш да ни пресудиш. Принцот извесно време шетал со нив, па им рекол: ги гледате ли оние брекчиња во далечината? Сите тие се на иста оддалеченост. Отрчете до нив, а оној што прв ќе се врати кај мене ќе биде наследникот. Браќата се согласиле и отрчале кон брекчињата. Аргелуш не ги чекал, ами го јавнал конјот и рекол: конјот веднаш да биде таму и таму. Тогаш конјот го однел Аргелуш во едно мочуриште, од кое тој одвај се извлекол, па мртов гладен стасал до една куќа. Домаќинот љубезно го примил и го нахранил. Аргелуш го прашал колку е далеку црниот град. Домаќинот пак му одговорил: сум слушнал за тој град, но не можам да кажам колку е далеку. Но остани кај мене неколку дена. Од тука ќе помине еден трговски карван со поворка аџии, па од нив ќе дознаеш. Поминала една година, па уште една, па трета, но никој не знаел ништо за црниот град. Најпосле се појавил некој човек кој му кажал на Аргелуш дека црниот град се наоѓа на околу 75 километри. На Аргелуш му останал само еден скапоцен прстен, та му го понудил на човекот за да го одведе до црниот град. Тогаш човекот му рекол дека тој што туку избегал од црниот град и оти може да го одведе само до неговата близина. Тој се согласил. Човекот го однел во близина на црниот град, а Аргелуш сам среќно стасал до својата цел. И така тој почнал да оди низ градот и да размислува што би требало да стори и кого да праша за својата сакана. Принцезата и незините слугинки веќе биле ослободени од магијата, а по неколку дена таа требала да се омажи за некој кнез. Затоа пратила една од своите слугинки во градот да ја купи облека. Но слугинката, веднаш штом го видела Аргелуш, со трчање се вратила кај принцезата за да ја каже. Принцезата пак не можела да поверува и само рекла: невозможно. Тогаш ги пратила и другите девојки, а кога и тие го кажале истото, уверувајќи ја дека тоа е истото она момче, и оти го препознале зашто добро го загледале под јаболкницата, принцезата самата излегла в град за да го види. Таа веднаш го познала, љубезно го поздравила и по неколку дена тие двајцата направиле голема свадба. По свадбата тргнале на далечен пат кај кралот, таткото на Аргелуш. Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген.